Почитувана пратенички, благодарам на прашањето. Ова е прилика да допре уште повеќе до јавноста тоа што значи преокупација на извршната власт во целиот овој период, а поддржана од парламентарната власт, нормално и од целиот парламент, за активности кои што се во фокус на нашето работење како јавни институции. Го нарековме акција 21 за европски стандарди дома, затоа што представува продолжување на владините реформи од секој можен аспект. Пред се мислиме на оние најважните правосудството и борба против корупцијата, за кое што нема да зборам многу. Министерот за правда има прашање, па ќе каже внатре детали, но секако овде е борбата за здрава екологија, здрава животна средина за сите. Дел од активностите веќе се гледаат и преку законските решенија што доаѓаат кај вас со зголемувањето на казните и јасна определба секако на владата, за да може да се избори со сите загадувачи преку проактивни мерки на поддршка, како за граѓаните, со овие инвертори што ги правиме, со гасификацијата во државата, поддршка за филтри во делот на фабриките, поддршка преку набавка на еколошки возила, нивна стандардизација согласно 4 стандардите и повисоки, секако од нив законско решение кое што овде, како што е трамвајот на тркала, се надевам ќе помине во парламентот, но и секако дополнително мотивирање на замена на фосилните горива, без разлика дали се во домакинства или во индустријата, вклучително и државните институции како што е РЕК и Битола и РЕК Осломе, да бидат заменети со еколошки извори на енергија. Од тука развивме сериозен енергетски план, затоа е една од точките на акција 21 покрај животната средина и енергетиката. Нашата земја навистина станува една раскрсница од позитивен аспект на интереси на инвеститори, пред се од западниот свет, мислам на Америка, Германија и земји нивни сојузници како Катар со нивниот liquid natural gas или течниот газ, која што поттикнати од изградбата на интерконекторот со Грција, но и со интерконекторот со Косово и со Србија, како и вториот интерконектор кој што веќе има и проектна документација помеѓу Бугарија и Северна Македонија во јужниот дел на државата. Стануваме навистина важна трансферзала во делот на енергетските инвестиции. Тоа предизвика внимание од страна на владата да развие неколку проекти, пред се законска и правна регулатива за брзо привлекување и брзо инвестирање во вакви енергетски објекти. Најмногу мислам на фотоволтаиците или фотонапонски централи, на ветерниците, на гасни централи, на биомаса со директни стимулации, се со конечна цел да создадеме продукција во стотици и стотици мегавати, кои што ќе ги заменат, би ги кажал, 600 мегавати во РЕК Битола и 120 мегавати во Осломе во одреден период, согласно планот за Just Transition, кој што го има владата. Ке напомнам неколку проекти. Чебрене е најголемиот проект, зборев пред малку, 30 години државата работи на него, има 11 пати неуспешност во неговите обиди за спроведување. Овој пат имаме историски успех до таа фаза до која што сме стигнати. Помина првата фаза на селекција на понудите од Чебрен. 10 компании беа понудили, 9 ја поминаа првата фаза со нивната капацитетност и подготвеност да градат еден вака проект вреден помеѓу 600 и 800 милиони евра со над 300-330 мегавати, кој што ќе биде навистина една регионална батерија заради балансирањето на енергијата, оти е навистина и централно поставен, а има големо влијание врз целиот регион, односно од него зависат во иднина и другите инвестиции, фотоволтаици, ветерници и други обновливи извори на енергија. Зошто? Ако престане ветар, некој мора да пушти струја, тоа е преку водата од хидроцентралите, доминантно, или нема сонце, светлински денови, тогаш затоа се смета за батерија овој главен проект. Новината во овој проект е тоа што државата во заедничкото партнерство на државата преку ЕСМ или ЕЛЕМ поранешен со потенцијалниот приватен партнер ќе може да вгради внатре собствено учество кое што би требало да биде поголемо од 30%, затоа што влегуваме со државната хидроцентрала Тиш, која што ќе биде заедничка на новиот објект, со правото на балансирање. Спремни сме да дадеме концесија поголема дури од 50 години, заради тоа што ќе биде заедничко предпријатие и веќе математиката покажува голем интерес. Затоа и се јавија овие огромни джиновски, најголеми европски компании, буквално освен 2-3 кои што постојат во Европа, аплицирале, сите други аплицираа на проектот. ТЕЦ Неготино има интерес од најмалку 12 компании, номиниран пред владата,
и тој треба да биде една нова гасна централа која што ќе отвори и нови работни места, ама и при тоа ќе остави во функција еден комбинат многу значаен за источниот дел на државата. Само заради тоа веќе има цевка на газ до Неготино, а секако се поврзува од другата цевка, тоа е интерконекторот со Грција. Дополнително во нашата земја во моментот се градат 72,5 мегавати, 10 мегавати гради ЕСМ во Осломеј, 62,5 се по пат на премиуми, веќе неколку пуштивме во употреба и се градат широм државата, дел се на државно земјиште, дел се на приватно земјиште. Оди вториот дел од постапката за 100 мегавати во Осломеј, каде што државата бара најмалку 10% за државата и по пат на позитивна лицитација кој ќе даде повеќе, ќе ги добие можности да биде коинвеститор во овие фотоволтаици. Дополнително развиваме во Битола цела една агенда, а тоа се 200 мегавати од прилика фотоволтаици, најмалку една гасна централа со наши финансирања и почнавме разговори со General Electric Investment за голема хидроцентрала, под услов дури да обезбедиме и дополнително интерконектор со Грција на делот Битола Меджитлија Грција, за да може да обезбедиме доволни количини на газ, затоа што проекциите се да нема повеќе производство на јаглен, на струја од јаглен во нашата земја не подоцна од 2032 година. Оваа европска и светска и по париски договори и по се 2050, но не се работи само за европски обврски, се работи за здравието на нашиот народ и за граѓаните. Дополнително имаме преговори со грчка компанија за 110 мегавати гасна централа во Скопје со развој на топловодна мрежа за повеќе од 1/3 на градот Скопје. Имаме дополнително инвестиции од 100 мегавати во Тиквешко, каде што до сегашната хидроцентрала на ЕСМ има сопствено земјиште. Веројатно ќе ја развиваме сами како држава и таа 100 мегаватна фотоволтаична централа. Се градат околу 95 мегавати ветерници. Едната е во Богданци, каде што влегуваат инвеститори Словенија, Австрија, Германија. Во 30 мегаватни со одобрение за градба, верувам овие месеци веќе столбовите ќе се постават. Во Демир Капија турска компанија од 35 мегавати и во Свети Николе македонска компанија од 36 мегавати. Некаде значи околу 100 мегавати, ако се точни бројките најпрецизно како што ги кажувам, ќе бидат само ветерни централи. Мерењата повеќе од половина година се прават на потегот Куманово Крива Паланка за инвестиција од 400 мегавати ветерници од германска компанија која што има веќе 5000 мегавати на Европло, од кои што 500 се во Хрватска и веруваме дека таа инвестиција која што е некаде, ако не се лажам, повеќе од 700 милиони евра, ќе биде за реализација после 6 месеци, доколку мерењата ги потврдат државните анализи за постоење на ветар во државата. Дополнително, она кое што го работиме во делот на енергетиката е развојот на гасоводната мрежа. Гасоводната мрежа е пред втора фаза на одлучување. Две компании од Турција ја помина првата фаза. Името на компаниите Акса од Турција и Палет Инсаат од Турција, две огромни компании турски, ги спомнуваме со име и со презиме затоа што се пример на успешна гасификација на Турција. Едната има преку 30% од Турција гасифицирано. Веруваме дека ќе успеат во следните фази. Наш главен критериум е колку што е можно по ниска цена на приклучок на домакинствата и стопанството. Ќе дадеме концесија онака како што ќе покажат моментите. Се работи за проект кој што ќе значи проектирање, инвестирање и управување со системот во одредени фази. Дополнително тоа кое што го работиме во делот на енергетиката се и капиталните инвестиции. Верувам овие денови ќе збори многу и потпредседателот на владата за европски прашања, но јас да кажам затоа што сме во фаза на финализација на националните приоритети за капитални инвестиции согласно Европскиот инвестиционен фонд, кој што не следува некаде меѓу 800 милиони евра и 1 милиарда евра. Покрај коридорот 8, овде во преговори клиничкиот центар, Скопје-Блаце, прочистителната станица во Скопје, многу прочистителни станици широм државата. Овде се дополнително депониите за смет и тоа што представува развој на обновливи извори на енергија и собирање на сметот од целата држава и така натаму.
Други дополнителни работи кои што се важни од акциониот план, уште една минута, уште неколку секунди, подпредседателе, кои што се важни од акциониот план, а сакам да бидат секако спомнати, е борбата против дезинформациите. Во диалог со медиумите, Сдруженијата на новинарите, веруваме дека некаде до летото ќе имаме конечно решение за борбата против дезинформациите. Денеска Министерството за внатрешни работи покажа еклатантни примери како можат да бидат уништени не само достоинство, веројатно и човечки судбини на млади луѓе преку овој јавна соба, Телеграм, кој што беше поставен. Денеска за прв пат и како председател на влада реагирав доколку секако ова не се забрани во групата на Телеграм од страна на апликацијата, односно собствениците, ние ќе мораме да банираме прв пат ваква апликација заради тоа што ги урнисува, не да ги нарушува човековите права, достоинство, дигнитет и пред се допира до младите луѓе. Драго ми е за успешната акција на Министерството за внатрешни работи, силно ја поддржувам и охрабрувам и понатаму да се справува со девијантни појави во општеството. Благодарам.